Додека судскиот совет расправаше за судиката која го водила предметот против Васил Јованов, момчето кое на пешачки премин ја прегази младата Фросина. Премиерот Мицковски излезе со став дека е неопходно разрешување на судскиот совет. Дали ваквиот потек на македонскиот премиер може да предизвика лавина на реакции и да се протолкува како упад на извршната власт во судската власт. Во ово издание на Тренинг гостин Дарко Аврамовски од Коалицијата за правично судење. Господин Аврамовски, го читам председателот на судскиот совет Камбовски кој вели според досегашните закони само советот може да ги разреши членовите, а премиерот пак вели сите членови кои беа избрани од собранието, ние за сите членови избрани од собранието, ние ќе поведеме постапка за интерпелација и нивно разрешување. Што вие мислите околу овие најави? Постапката за интерпелација постои како опција што собранието може да ја поведе против оние функционери кои се избрани од страна на собранието. Интерпелацијата не значи по автоматизам дека престанува мандатот на функционерите избрани од собранието. Во таква ситуација се согласувам со председателот на судскиот совет кој вели дека единствено советот во оваа ситуација може да разреши член од сопствените редови врз основа на законските одредби, додека собранието преку постапката за интерпелација може да направи само форма на притисок за да ги натера членовите против кои е поведена ваквата интерпелација и за кој е изгласан заклучокот дека тие не ги извршуваат своите задачи согласно интенцијата на органот кој ги избрал и така да ги примора тие самите да се повлечат од своите позиции. Меѓутоа, собранието нема моќ да ги разрешува членовите на судскиот совет. И сега од друга страна, како што кажавте, да може да се протолкува како упад на извршната во судската власт, но исто така и во законодавната, бидејќи интерпелацијата е прашање кое што го покренуваат пратениците, а не членови на извршната власт. Дали сршта на проблемот лежи исклучиво во судскиот совет? Не, апсолутно не е исклучиво во судскиот совет. Видете се, собранието е тоа кое што бира 5 од членовите на судскиот совет. Ако тие се незадоволни од работата на истакнатите правници кои ги бираат да бидат членови на советот, собранието во секој случај може да се запраши да направи ревизија на сопственото постапување како и зошто постојано избира лица кои што очигледно не можат да ја вршат оваа функција онака како што треба. Така што пред да започнеме со некои укажување на тоа дека судскиот совет, дека ќе бидат разрешени членовите на судскиот совет, би било многу подобро доколку видевме конкретен план како би се избрале новите членови на судскиот совет, за барем да бидеме уверени дека имаме некаков план за воиднина кој што е и понатаму кој што ќе може да даде некакви одржливи резултати на долг план. Какви реформи се неопходни во македонскиот правосуден систем за да се врати довербата? Па токму тоа не мислам дека се потребни реформи. Мислам дека треба само да се користи системот кој што веќе е поставен, меѓутоа треба да се применува со добра волја и сите оние законски недостатоци и недоречености да се исполнуваат со добра пракса наместо да се злоупотребуваат. Потребно е сите чинители да започнат од самите себе, да видат што тие можат да направат за да ги унапредат состојбите. Кога во прашање извршната власт и собранието, првенствено тука се нели буџетите на судската власт кои што зависат многу работи од тоа и функционалноста, ефикасноста, континуираните обуки на судиите и така натаму, така што можеби најнапред треба да се започне од она што секој лично индивидуално може да го направи, а секако тоа се однесува и на судскиот совет чии членови мора конечно да превземат некакви активности за да ја унапредат својата репутација во јавноста, бидејќи во спротивно оправдано ќе бидат мета на критики постојано. Судскиот совет почна со разгледување на списите од претходниот случај против Јованов. Говорам за момчето кој на пешачки премин ја прегази младата Фросина. Станува збор за судиката која претходно водела предмети против ова момче и веројатно му прогледувала низ прсти. Колку сега постфестум може нешто да се разоткрие со ваквото преиспитување на претходните судски пресуди на оваа судика? Судскиот совет
треба да ја практикува ваквата форма на контрола, да го преиспитува работењето на судиите, доколку има сомнеж дека станува збор за некаков непрофесионално однесување или некакво прекршување на законот. Меѓутоа мора да има систем кој што ќе биде и превентива на ваквото однесување, односно на редовното оценување и редовното следење на работата на судиите, треба да биде некаков индикатор за тоа дали и какви пропусти можат да настанат во пракса за судскиот совет да може да делува и превентивно во таа насока. Така што останува да видиме, не знам што ќе преоценуваат и во која мера ќе навлезат во постапувањето на судијата, затоа што судијата не може да одговара заради донесена одлука, нели тоа е слободно судиско уведување, така што веројатно би требало да најдат некакво големо непрофесионално или незаконско постапување во текот на процедуралните елементи, не знам. На крајот, обвинителот Коцевски случајот со Фросина го карактеризира како случај со умисла. Во време кога се уште се води истрага околу околу целиот овој несреќен случај. Како вие го доживувате? Да се окарактеризира случај со умисла? Видете, значи не е прв пат кога имаме медиумски експониран случај да надвладеат емоциите и многу често да се дадат некакви несмасни и несоодветни изјави во јавност кои одат во насока на нарушување на презумпцијата на невиност. Во конкретниот случај малку е чудно зошто оваквата квалификација доаѓа од републичкиот јавен обвинител, бидејќи нели има јавен обвинител кој работи на случајот и кој треба да донесе сопствена одлука и проценка дали делото ќе го гони и под кој кривично дело и под која квалификаторна околност ќе го гони ваквото дело. Меѓутоа, мислам дека делумно овде станува збор за условно речено дување на кисело млеко, бидејќи во пракса имавме сериозни проблеми со ваквите сообраќајки кои што се со смртни последици да се квалификуваат како кривични дела кои што се сторени од небрежност. И покрај тоа што овде умислата треба да биде во насока на тоа дали била намерата да се прекршат, дали свесно биле прекршени сообраќајните правила или не. Меѓутоа, кај нас многу често во пракса се оди на тоа дека последицата, односно смртта е сторена со небрежност и поради тоа се дава и многу полесен квалификаторен облик на делото, заради што и голем дел од овие сообраќајки завршуваат со условни осуди, па можеби ова е на некој начин некое укажување од страна на јавниот обвинител во таа насока или уверување на јавноста дека нема повторно да се случат вакви манипулации. Искрено не знам во која насока е точно дадена изјавата. Ви благодарам за разговорот и гостувањето. Благодарам и вам. Се надевам дека со вечерашниот избор на соговорници го задржавме вашето внимание. До видување до идниот петок во исто време. До тогаш читајте на triling.mk.